Добар ви ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Започнуваме оваа зима постпразнично од како заврши јануари. Февруари е месецот на ретките, така и го нарекуваме впрочем тој месец. Месецот кога се стремиме да ја подигнеме свеста за ретките болести, па така традиционално ТВМ и емисијата Прашалник даваат простор овој месец за една емисија која што ја посветуваме токму на ретките. Мои гости се доктор Маја Божиновска, невролог во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, Гордана Лолевска од Сдруженијето Ретко е да си редок и доктор Георги Ставревски, доктор по општа медицина и активист. Добар ви ден на тројцата, ви благодарам што издвоивте време да бидете дел од емисијата Прашалник. Ајде, Лолевска, да започнеме со тоа дека февруари веќе во тек, во ек е кампањата за подигнување на свеста за ретките болести. Традиционално седма поред ги запознаваме ретките болести. Ајде, како сме задоволни? Точно. Можам да кажам дека кампањата, како и секоја година, исклучително многу добро течи. Впрочем, можете и сами да видите дека социјалните мрежи се преполни со обоени дланки, со пораки за поддршка, меѓутоа секако и како што кажавте седма година поред кампањата се работеше на македонски, на албански јазик и им се презентира на медиумите секој ден по една нова ретка диагноза обработена на македонски, на албански јазик. Со тоа што веќе втора година поред овие диагнози се посветени на ретките болести со кои заболуваат граѓаните од Охридско-Струшкиот регион, а за кои правевме едно истражување со почитуваната докторка Маја Божиновска, од кои се ретки болести заболуваат нашите сограѓани, така да стигнавме до една поразителна бројка, ќе кажам, од над 110 ретки диагнози. Од пред 2 недели уште една нова диагноза што ја спомнав и на самиот прес Еван синдром. Од пред неколку дена ми се јави родител поттикнат од самата кампања за да се видиме, да го подучам за некои работи со синдром кој што нема име, само се делеција на некои хромозоми, меѓутоа не сум се уште видена за да видам за што станува збор. Меѓутоа во секој случај многу позитивна кампања. Благодарности на вас новинарите, медиумите кои што активно ја следите кампањата и активно ни помагате оваа кампања да стигне до таму до читателите. Така. Ви благодарам. Рековте 110 нови диагнози, ќе се впишат и тие верувам сите кои што се изготвени ќе се впишат. Ајде доктора Маја, силно ја поддржувате оваа кампања на Сдруженијето Ретко е да си редок. Колку впрочем диагнози ќе се впишат годинава во регистарот? Ќе видиме годинава колку ќе се впишат. Јас би сакала да ги повикам и сите наши колеги да се вклучат во оваа наша активност, бидејќи не само во нашата институција, на секаде ги има ретките болести и општо е познато дека тие се недоволно диагностицирани, недоволно откриени. Не само како болести, туку пациентите со ретки болести, бидејќи многу често имаат и некои неспецифични симптоми кои можат да варираат од пациент до пациент, имаат различни клинички слики и затоа би ги повикала и сите наши колеги да ни се вклучат. Колку ќе се впишат зависи од целокупната наша работа и труд. Ова што Гордана го кажа, тоа се 110 ретки диагнози. Меѓутоа, во нашиот. Меѓутоа, многу повеќе пациенти. Бидејќи ова се генетски диагнози, многу често станува збор за повеќе членови во едно семејство кои имале оваа диагноза. Јас мислам дека овој наш труд ќе се вроди со голем плод, особено во однос на понатамошно генетско советување на пациентите, давање на можност за различни третмани на овие пациенти. Дел од нашите пациенти ево има веќе можност да влезат во програмата за третман на ретките болести и да добијат соодветна терапија. Мал е тој број сепак, меѓутоа тука се отвараат многу големи веќе можности за пациентите и за нивните семејства. Така. Доктор Георги,
Ајде, поддржувачите на ретките болести, ајде нааку со. А кои се предизвиците со кои што еден пациент, а и целото негово семејство се соочува кога еден од членовите ќе се соочи со ретка болест? Прво би сакал нешто надвор од това, дека со Гордана сум заедно од самите почетоци, кога кампањата беше многу поинаква, односно со некој символичен марш, со боени на дланки и слично, па денеска во текот низ годините еволуира самата кампања, да. Па ми е мило што заедно со други млади доктори сме вклучени и помагаме во тој процес. Во однос на прашањето, прво би тргнал од аспект како млади доктори дека треба да размислуваме на ретките болести, бидејќи се тие ретки се многу малку застапени во редовната програма што ја учиме на медицинските факултети. Затоа треба како млади доктори да размислуваме дека можеби не е толку едноставна болест, односно дека треба да бараме подлабоко и диференцијално диагностички да размислуваме за некоја ретка болест. За среќа, Гордана со сето тоа што го прави во текот на годините има искуство. Пациентите можат да се соработуваат на ниво на Македонија, се споделуваат информации. Гордана ги знае речиси сите ретки, па ако има некоја друга, многу повеќе веројатно од медицинско лице, бидејќи е доста навлезена во таа тематика. И имаат можност да се соработуваат, да се разменуваат искуства. Со самото тоа што се ретки, ние за голем дел од нив, тоа е мислам и најстрашното што нема соодветен третман, односно најчесто е симптоматска терапија, се решаваат само некои симптоми, меѓутоа нема лек кој што целосно ќе ја реши и излечи болеста. Затоа е сигурно многу тешко за секое семејство прво да се соочи со тоа, да се прифати, да се прифати. А уште повеќе да се соочи со фактот дека можеби нема лек за истата болест. Така, тежок товар навистина. Јас само би додала кратко дека голем дел од пациентите со ретки болести се деца. И тоа уште потешко им паѓа на семејствата. И голем процент од тие деца завршуваат непосакувано, значи го губат својот живот до 5-та година. Навистина голем товар и за семејството, и за сите кои се грижат, и за општеството како целост. Да. Ама и тоа на светски рамки вие тој податок. На светски рамки, на светски рамки се тие податоци, да. Кај нас, него во светски рамки се тие поразителни податоци. Ајде да подискутираме околу набавката на лековите. Секоја година досни тој тендер се провлекува и така натака, дали заврши тендер, дали се? Да. За среќа тендерот заврши доцна синоќа и доцна синоќа беше објавен. Веста имаме денес. Да, доцна синоќа. Пред 2 вечери, извинете, грешка. Така да објавен е тендерот, бројките кои што ги кажав и на самиот прес, се подобри во смисла за сумата која што се одвојува како финансиски средства за набавка на лекови за ретки болести. Тоа е 1.260 милиони денари. Меѓутоа, она што јас успеав да го прочитам, да го разгледам, не беше дефинирано како лани. За кои се ретки болести досега се набавувало и за кои нови. Само од она што можев да го прочитам како новина и секако што е за поздравување, во тендерот е влезен новиот лек за Фридрайхова атаксија. Така да, тоа е еден добар податок за кој што ќе се спасат некои пациенти со Фридрайхова атаксија. Тоа е невролошка болест за која што доктор Маја ќе ви каже многу повеќе, меѓутоа и тука има специфичности и протоколи кои од пациентите со Фридрайхова атаксија ќе можат да стигнат до лекот, бидејќи пак ќе речам од некои мои податоци, од тие некои протоколи јас што ги знам, е дека само пациенти кои што не се завршени во инвалидска количка, само тие ќе го примаат, ќе имаат шанса да го примаат лекот. И да видиме всушност кој ќе се јави како добавувач и дали за некои поевтини лекови воопшто ќе се јави.
некој како добавувач, видов само дека се работи за набавка на 61 лек, за некои ретки болести има по неколку различни лекови, така да видиме, да заврши тендерот, па да видиме како се ќе излезе. Гледам дека имаше од вчера од пациентските здруженија, конкретно ево со спинална мускулна атрофија реакции, дека од она што е понудено во тендерот, дека тие лекови кои што се за нив дека нема да стигнат до крајот на годината. Така да пак ќе видиме, нека заврши тендерот, па тогаш можеме уште еднаш да разговараме, да дискутираме. Доктор Маја, се набавуваат ли доволно лекови? Или и оние кои што се достапни во светот, ги има ли кај нас? Еве спомена еден нов лек кој што влегува на листа. Нажалост не ги има сите лекови кои што се достапни во светот. Сепак, јас мислам дека ситуацијата во Македонија и не е толку лоша и пред се благодарение на здруженијата како Здруженијето на Гордана Лолеска и Здруженијето за ретки професионалното здружение за ретки болести кои ја потегнаа цела оваа активност пред повеќе години. Така што за среќа во Македонија ние имаме лекови, но нажалост главниот проблем е касното распишување на тендерите и времето од дијагностицирање до добивање на терапијата. Тука имаме еден процеп временски во кој пациентот кај кога е поставена дијагнозата, да речеме оваа година, може да влезе во програмата за ретки болести тек од следната година да биде предвиден, бидејќи станува збор за скапи лекарства. И нажалост овие нема за сите ретки болести за кои се одобрени третмани во светот од FDA или од ДЕМА, нема за сите болести во Македонија. Се надевам дека еден по еден ќе дојдат сите. Се подобрува ситуацијата значително во однос на пред 20 години, јас кога студирав, например, тогаш стварно беше баук тема ретките болести и третманите за ретки болести. Дури тогаш и нашите колеги ќе речеат тоа е ретка болест, за тоа нема лек, толку е. Сега е добро, ние водиме статистика, ги бележиме пациентите, така што кога би дошол некој соодветен лек, кога би бил во Македонија регистриран, ќе може веднаш тие пациенти кои одговараат да се приклучат. Докторка, кој е онај кој што одлучува кој пациент ќе добие шанса за лекување? Затоа што нема лек за сите. Би требало да има лек за сите и мислам дека се стремиме и ние и нашите колеги од Комисијата за ретки болести да има лек за сите. И ова не е политичка изјава, искрено да ви кажам. Комисијата за ретки болести е во Скопје. Членови нејзини се еминентни професори од различни клиники и за секој третман кој ќе биде регистриран во нашата држава постои протокол како тој треба да се дава. Протоколот не сме го измислиле ние. Протоколот излегува претходно изработени научни трудови, долготрајни испитувања. Од тоа се донесени заклучоци кај кои пациенти на колку годишна возраст, со какви тегоби, со каква клиничка слика, со какви параметри, тие третмани би довеле до некој бенефит. Така што главниот збор останува на комисијата. Меѓутоа, претходно сите тие пациенти, дали ќе се кај нас или од некои други специјалисти дијагностицирани, веќе ги имаат доказите за својата дијагноза. Генетска потврда, лабораториски анализи и се тоа. Значи, сметаме дека тоа е во ред. Добро. Докторе, како да го подобриме животот на пациентите со ретките болести? Сите ние, и јавноста, и лекарската, и медицинската фела, буквално сите. За жал не може во целост да ги спречиме или тие да ги нема, бидејќи, како што кажа и докторката и претходно спомнавме, тие се со некои генетски промени кои што се случиле. Меѓутоа, она што можеме да направиме е многу порано да ги дијагностицираме. Односно, кога примарно ќе се соочи пациентот со некоја болест, навремено да биде дијагностициран, иако тој процес најтежок и трае долго. Што комплициран. Да. Prosečното време е 8 години според Европска унија. 8 години за поставување. Единствено што може порано да се дијагностицира, односно порано да се помисли дека можеби не е толку наивна некоја друга болест, туку се работи за некоја ретка болест. И да започнат тие генетски испитувања и слично многу порано, се со цел порано да биде поставена дијагнозата, за да може навремено, доколку има лек или симптоматски, да се реша понатаму. Така. Лолевска, изминативе 10 години работите на ова поле како активист, како волонтер, како човек од невладините. Ајде една споредба.
Како беше пред 10 години, како е сега? Верувам дека расте свеста. Многу, многу. Свеста за овие 10 години, значи на 13 октомври, тоа е датумот на диагностицирањето на мојот син. Изминатава година славевме еден 10 годишен јубилеј од започнувањето на мојот активизам за ретките болести. Зашто може и Ѓорги да посведочи, бидејќи Ѓорги е веќе 10 години активист за ретките болести. Значи започнавме премногу скромно, одбележувајќи го само денот на ретките болести, 28 или 29 февруари. Символично, дали тоа ќе беше со марш или со трчање. Обично тога ги вклучувавме волонтерите на Црвен крст, училишните заедници од градов. Меѓутоа, полека таа свесност почна се повеќе да расте. Пред неколку дена, значи стварно кога ги видов и најмалите дечиња од градинките обоени со рачињата со воспитувачките, значи стварно срцето ми го наполнија. Плюс и осветлување имаме на објекти. Точно, сакам исто малце да се навратам на тоа. Значи, ако пред неколку години обојувавме лица, годиниве наназад обојуваме дланки, осветлуваме важни културно-историски споменици. Бидејќи имаше некои знаете, коментари по социјални мрежи зошто тоа го правиме. Да, тој ми сакам да те прашам. Која е пораката на обоената дланка да ја чуе јасно? Да, пораката на не му е јасно. Точно, пораката на една обоена дланка е 5 прсти од една дланка, која што значат 5% за пациентите со ретки болести за кои што има некаква терапија низ целиот свет, за другите 95 не. Меѓутоа, сакам да им кажам и на вашите гледачи дека ова што го прави Сдруженијето за ретки болести е тоа што со боењето на дланки, со осветлување на културно-историски споменици, дека не го измисли Сдруженијето Ретко е да си редок, ниту пак Гордана, туку само ги следиме препораките на Еврордис, кои што секоја година ни налагаат како да се одржи, да се обележи месецот на ретките болести или самиот ден на ретки болести. Така да ги следиме нивните препораки, успешни кампањи организираме. 4 години Самуиловата тврдина блиска за ретките болести од самиот февруари, сношти свет на општинската зграда. Исто така археолошкиот музеј во Скопје за прв пат годинава се вклучи со осветлување. Деновиве очекувам во обоите на ретки болести да светнат и многу училишни згради, како што ми е најавено од нив. Така да, доста успешна кампања. Така. Би додала дека најпозитивно целокупната оваа кампања можеби е тоа што пациентите се охрабрија и почнат да зборуваат за своите болести. Повеќе не се повлекуваат, туку знаат дека заедно ќе бидат посилни. Се обраќаат во Сдруженијето, се обраќаат кај нас, кои ето сме волонтери на еден начин во тоа здружение, активисти, и си бараат помош. Бараат начин како понатака да се справат со болеста, се групираат, се здружуваат со други пациенти со слична болест. Значи таа стигма веќе е доста намалена. Тоа е голем успех. Да, во секој убаво е да случај. споменеме дека и после нашата емисија минатата година се јави пациент кој што ја бараше вашите контакти и бараше поддршка. Да, точно. Значи сите заедно, благодарение на вас секако како иницијатор влијаеме. Да, точно, и сакам да кажам дека дотогаш во нашиот интерен регистар со доктор Маја што го водиме, ја немавме таа диагноза, значи се работи за нарколепсија. И оваа година таа диагноза ја обработивме на македонски и на албански јазик и на почеток на месецот веќе ја испративме, да. Споделена беше до медиумите, така да еве и ова дека представува еден мој повик до граѓаните кои што боледуваат од некоја ретка болест, слободно нека ни пише на официјалната страна или Инстаграм на ретки болести или кај мене. Значи се тоа е дискретно,
Тие кои што сакаат да останат анонимни, секако остануваат. Значи, ние само сме на некој начин со доктор Маја собирачи, ги собираме само тие ретки диагнози, а потоа младите доктори, како што се Ѓорги и уште 70 на други кои што годинава за прв пат се вклучија, значи пишува многу диагнози за ретките болести, така да официјалната бројка од напишани диагнози, лекторирани на македонски и на албански јазик, досега изнесува 303. Значи тоа се јас што знам да се изразам цакум пакум средни направени, излекторирани, за да бидат пред вас медиумите представени онака како што треба. Дел се и на Википедија, така? Да, и македонската Википедија, благодарение на професорката по македонски јазик Наташа Недановска, 169 ретки диагнози веќе се поставени на македонската Википедија. Меѓутоа и другите секако диагнози на почитуваната професорка ќе бидат дадени полека да и тие да се ставаат на македонската Википедија. Овде би сакал да додадам само нешто. За сите овие веќе ја начнавме темата со обработување на ретките болести. Значи процесот оди така што ние гледаме од веќе објавени студии, црпиме од таму информации најчесто. Да, бидејќи немаме ние претходна литература. Тие не се обработувале претходно, не се дел од редовната литература што се обработува на факултетите. И затоа е и многу тешко, еве, од мој аспект, за да дојдеме до такви податоци, бидејќи некојаш има многу незначително 3-4 статии кои што се објавени во реномирани списанија на ниво, значи зборувам во светски рамки. Многу оскутни податоци има на интернет. Бидејќи болестите се ретки и експертизата за нив е многу мала, ама ние на пример ето во регионот имаме пациенти со ултраретки болести, тоа се значи пациенти ултраретки се болести што се поретки од 1 на 50.000 индивидуи и имаме пациенти, со шваноматоза, тоа е понова диагноза, и имаме пациенти со 2 ретки болести, еден ист пациент, или кој се опише, каде што се опишани само 3-4 случаи во литературата до сега со таква ситуација. Како ги правите тогаш тие диагнози? Собирате, макутрпно работите? Тешко, Многу. Некој мисли дека е лесно. Со многу голем, Секако се водиме од реномирани списанија кои што се официјално студии објавени, не од портали или информации така по Facebook, по социјални мрежи. Со факти, со научни докази. Да, објавени трудови веќе и затоа е многу тежок тој процес. Но од друга страна ме радува дека со кампањата и ние младите се поттикнуваме да истражуваме за такви болести, да гледаме и и ми е многу мило, го спомна веќе Гордана, минатата година во октомври по повод јубилеот 10 години активизам, направивме симпозиум на кој што имаше преголем интерес од цела Македонија. Имавме доктори кои што сакаат да ги проследат предавањата на кои што се обработија ретки болести кои што се од нашиот Охридско-Струшки регион. Одлично, навистина. И уште би додал, и младите доктори имаја шанса, некои нивни случаи што го сретнале, да го презентираат, имавме и презентации од младите доктори. Така, доста успешен симпозиум, за кој посол би добивме од цела клиника. Некако на брзина организира, ама успешен симпозиум, посетен од 150 доктори. Да. Така. Доктор Маја, рекуваме 110 диагнози во Охридско-Струшкиот регион. Мене ме интересира колку се тоа лица, колку луѓе имаме со такви ретки болести досега откриени. Во моментов не можам можда точно да ја кажам бројката колку се вкупно сите тие, меѓутоа најчести во нашиот регион, ево од мојава, ќе кажам, професија, пошто за неврологија најлесно ми е да зборувам, постои една и во светот најчеста ретка болест, што имаме како еден вид епидемија во нашиот регион, еден тип на мускулна дистрофија. За среќа се појавува покасно во текот на животот, адултна форма на таа дистрофија и е многу типична, меѓутоа е онеспособувачка и на жал за таа форма нема третман до ден денешен,
И се почесто колегите, ево спомна и Ѓорги, преку едукацијата, преку промоцијата ги препознаваат веќе пациентите со оваа болест. Пред 15 години, кога почнав да работам, тогаш направивме една анализа, како што рече Гордана, меѓутоа имаше голема дистанца, голем временски период од моментот на кога пациентот ги приметил првите симптоми кај себе до диагностицирањето. Значи, кај нашите пациенти, кои јас ги имам во Свети Еразма од претходна историја во нашиот медицински систем таму, заклучив дека во суштина од првите симптоми до поставување на диагноза поминале меѓу 8 и 19 години. Некои пациенти со каснење од 19 години добиле таа диагноза. Веќе денеска таквите пациенти можат, мислам дека иматичните лекари да ги препознат и веднаш да ни ги пратат за ние генетски да ги тестираме и што побрзо да ги диагностицираме. Така. Ајде малце, каква е соработката Горде со државата, со Министерството за здравство, со фондот? Имате ли добра комуникација, поддршка? Можам да кажам со изминатите бидејќи се уште со новопоставениот министер за здравство Таравари не сум имала средба, меѓутоа со изминатите раководства беше добра соработката. Секогаш беа вратите отворени, секогаш ти беа давани податоци за тоа што ќе сме прашале. Така да се надевам дека и со сега поставениот министер господин Таравари дека ќе имаме добра соработка како невролог и колега на доктор Маја. Меѓутоа и во самите закони кои што се и протоколи за ретки болести треба да се прават одредени измени, меѓутоа треба да се прават и усвојување на стратегијата за ретки болести. Од Националната алијанса за ретки болести од Скопје веќе гледав дека се започнати некои преговори, па да видиме дали ќе биде таа на некој начин, така ќе се изразам, усвоена, бидејќи доста се касни со усвојување. Така. Сакам да го споменеме органодарувањето. Нешто што е актуелно и можда важно. Еве, да почнеме со Георги. Георги, како лекар, што мислите за органодарувањето? Се соочуваме со навистина најниска свест во целиот регион. Така, би почнал прво од тоа дека е навистина една тешка тема. Тешка е темата да се зборува за семејствата кои што изгубиле нивни члени се во ситуација дали најтешките мигови. Да, најтешките мигови, затоа е од овај аспект е многу тешко да се зборува пред да се дојде до тој момент. Но уште потешка е ситуацијата кај оние семејства кои што им е неопходно, ние познаваме пациенти кои што млади пациенти кои што им е неопходно дарувањето на некој витален орган. Затоа, може да упатиме еден апел да се размислува на оваа тема. Многу е важно, исто како и за ретките болести, да се подигне свеста. Бидејќи во таа ситуација еден живот може би заминува, но дава шанса на многу други да живеат. 3, 4, 5 се случувало. 8. Зависи од најчесто се бара. Кога се работи за мозочна смрт, кога семејството е во ситуација да одлучи дали од нивниот близок ќе ги дарува органите. Кај нас потребни се, Гордана веројатно ќе сака за тоа да надополни, потребни се измени во законот за тоа. Досега важи само семејството го има последниот збор. Да, претходно може да изрази желба, меѓутоа имало дури повторно изјави на нотар подпишано, не важат. Значи ако си подпишал изјава дека сакаш да бидеш организација, пак твоето семејство треба да. Затоа јас би сакал да упатиме апел, да ја поттикнеме оваа тема, бидејќи јасно е дека е тоа тежок момент за семејството кое што изгубило член. Јас мислам најголема што постои. Дефинитивно според мен тоа е најголемата хуманост. Така, тоа е највисок чин на хуманоста што може понатам да се продолжат многу животи. Така е. Горде, со тебе разговаравме пред известно време токму на оваа тема и тоа токму за бубрези разговаравме бидејќи вашиот син го има тој проблем. Какви измени во законот се потребни? Значи, не да биде само дел од семејството, туку да може орган да дарува и лице кое што сака да подаде. Кое што ми Тоа законот кај нас не го дава. Не, за жал.
Меѓутоа треба да се направат законски измени токму во тој член, каде што има ограничување кој се може да биде органодарител. Така. Веќе, јас имав еден статус на Фејсбук објавено, кој го прочитала почитуваната национална координаторка за трансплантација. Не, сега поставена. Така, добро. И веќе стапивме во контакт, таа е вољна, покажа добра волја да се разговара за измени на тој закон, меѓутоа јас мислам дека тука ни е потребно и повеќе здруженија кои што да се вклучиме, да се здружиме, кои што се засегнати со овој горчлив проблем. Тука можам да го спомнам здруженијето Храбро срце, меѓутоа кај нив сепак кај нив малце поспецифично, кај нив овие измени на закон не би направиле не би направиле ништо бидејќи се работи за витален орган, се работи за срце. Кај нив е потребен само каdeверик, значи само мртов донор. Меѓутоа кај другите болни кај бубрежно болните или заболените кои што страдат од некаква болест на црниот дроб на хепарот, ево ќе речам, или хепарот бидејќи знаеме дека е орган кој што се обновува и дека може да се даде дел од хепарот за да се спаси човечки живот кај кој што хепарот изумира. Така да некогаш семејствата не се компатибилни. Некогаш некои од роднините не сакаат да помогнат, не можат да помогнат, значи не можеме да се љутиме на никого. Меѓутоа, сака да ни помогне пријател. Така? Зошто да не може да ни помогне? Не му се дава шанса, законот не му дава шанса. Да му се даде шанса на пријателот да се испита неговата компатибилност, колку е тој компатибилен, вие не знаете колку тестови има за да ги направи еден човек кој би сакал да е органодарител, за да може да се утврди неговата компатибилност, еве да речеме и да се утврди дека е компатибилен, тој после оди на етичка комисија. Значи, и мора и етичката комисија да го потврди неговото органодарителство, дека одредениот донор е компатибилен дарител на примачот на орган и дека после дарувањето на орган нема да се влоши неговата состојба. Меѓутоа, ние тоа само претпоставуваме, ние не знаеме од студио кога ќе излеземе од овде од кај вас, дали ќе ни се слоши по степеници, ќе падне, нели? Апсолутно не знаеме. Значи, јас бев можеби малце и оштра. Не знам дали е тоа добар збор што го кажав оштра. Јас напишав само онака како што правниците, имаме во Македонија правници, успеа да го средат законот за сурогат мајчинство, ајде ќе го средиме и законот за органодарителство. Бидејќи, знаете, кој бе оправдувањата што ги добивав кога ќе прашав зошто не може пријател? Па знаете, се работи, можеби ќе се работи за трговија органи, па за злоупотреба, да. Тука се прави се, има начини тоа да се среди. Да, има во светот. Не дека нема, не дека нема злоупотреба, да. Меѓутоа, има може би да се злоупотреби и законот за сурогат мајчинство, бидејќи тука сурогат мајката потпишува еден куп документи дека тоа го прави доброволно без никаков финансиски надомест. Значи како што се среди тој закон, треба има начин, така е, има начин правно да се посоветуваат со правници или да не биде законот оној што ви викам јас, што го веќе го кажав, копи-пейст на законот од Хрватска. Нема потреба. Она како што Хрватска знае да не пофали дека сме најлиберална земја за сурогат мајчинство, нека не пофалат дека сме најлиберална земја за органодарителство. Така. Доктор Маја, многу од вашите колеги јавно даваат силна поддршка на органодарувањето. Со кој е вашиот став на оваа тема? Секако дека се согласувам и јас со нив. Ние во нашата институција често сме, таква е институцијата, сме сведоци на пациенти со мозочна смрт.
Меѓутоа, нажалост, се уште свеста е многу ниска во нашето општество и треба да се работи на таа тема. И што е поважно, треба исто, како што веќе спомна Гордана, сите тие мани во тој закон да се коригираат, да се отстранат. Така. Привршуваме со нашата емисија. За крај би сакала една порака во однос на ретките болести, да се задржиме на таа тема. Повели доктор Георги, која е вашата порака и до пациентите и до јавноста во однос на ретките болести? Така, прво до пациентите да бидат истрени, да бидат упорни, да знаат дека имаат поддршка не само од докторите, туку и од сите луѓе кои се околу нив, дека ги разбираат, ги сваќаат, дека ретките болести не се заразни болести, од нив не треба да се бега, туку треба да се соочат, а од страна на медицинскиот персонал искрено верувам дека повеќе ќе размислуваме кон нив и ние како млади лекари кои допрва треба да работиме во здравството тука во Македонија, дека многу повеќе ќе размислуваме за ретките болести, дека ќе се трудиме да ги откриеме во смисла на навремени дијагностицирања и искрено верувам дека во догледно време, дека како што напредува медицината, за голем дел од нив ќе биде пронајден и соодветен лек, дека ќе ги имаме што помалку и дека ќе завршуваат сите со среќен крај, односно ќе имаат долг и здрав живот. Така. Горде, ти како? Георги дефинитивно кажа се. Меѓутоа, ето, јас да се обратам до пациентите со ретки болести како нивни застапник, ќе речам, во регионов. Дека тука сум, може да ми се обратат за секако што ми се обраќале и досега, тука сум да помогнам колку што можам и во рамките на моите можности и способности. Тука сум да им помогнам да се стекнат со права на социјална заштита, бидејќи тоа полегувам во овие 10 години многу добро научено и да им кажам се што може да ги следуваат како бенефити од државата. Секако сум тука да ги спојам со други семејства доколку имаме со истиот проблем, со кој ќе си разменат искуства околу самиот третман, околу лекувањето. Тука сум да ги спојам со различни доктори, клиничари и од Охридскиве болници секако, меѓутоа секако доколку има и за одредена ретка болест некое друго здружение кое што е фокусирано само за таа одредена ретка болест, секако дека ќе ги поврзам и со нив. Исто така сакам да спомнам дека и во изминативе години Сдруженијето ретко и да си редок исто донира средства онаму каде што е најпотребно и кога ќе имаме приливи на средства, помагаме на пациенти за лекување. Меѓутоа, пак ќе речем во рамките на нашите можности. Така да уште еден апел до младите доктори да се вклучат повторно во националната кампања ги запознаваме ретките болести 2026. Така. Повели доктор Маја, која е вашата порака? Јас би ги поздравила можда најмногу моите колеги, ние како здравствени работници, лекари, специјалисти, медицински персонал од целокупниот медицински персонал, треба да сме поборбени да се залагаме за подобрување на правата на пациентите со ретки болести и за олеснување на нивните патеки низ здравствениот систем. Мислам дека тука е и еден од проблемите на овие пациенти, значи тие се губат во нашиот здравствен систем, нема воспоставена патека, нема протокол за дадениот пациент. Треба што повеќе да вршиме и како здравствени работници притисок на креаторите на здравствената политика пред се на Министерството за здравство, бидејќи преска спомнавме. Точно е дека Комисијата за ретки болести, тоа се наши колеги, тие се трудат на секој пациент со дадена болест да му обезбедат лек. Меѓутоа, лекот доаѓа преку еден комплициран протокол со тендери кои ги води Министерството за здравство. Мислам дека точно кажав така, дека се од Министерство за здравство. И тука е најголемиот проблем. Лекарите, специјалисти од комисијата, тие за секој пациент кој ги исполнува критериумите, ќе кажат дека треба да го прима лекот. Меѓутоа, додека да дојде тој лек, поминува еден долг период кој е доста мачен за сите. И полно изчекување и надеж. Да, и мислам дека и ние треба како лекари да го вршиме тој притисок во име на нашите пациенти на Така.
И јас посакувам да имаме што помалку пациенти со ретки болести, а и оние кои што се да бидат истрајни и да имаат достоинствен живот, како што впрочем и сите заслужуваат. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието, а вам ви посакувам и натаму успешна работа и голема благодарност што бевте дел од емисијата Прашалник. Благодарим. Благодарам.